Владата едноставно препишала делови од предлог мерките кои што ВМРО ДПМН ги понуди, но она што Ковачевски го презентираше не е доволно, рече денес на пресконференција пратеникот Никола Мицевски. Според него, владата треба да ги прифати сите нивни предлози, а не само дел од нив. Со предлог законот за енергетика кој што ВМРО ДПМН го поднесе во самиот текст, офатени се и водоводните и комунални предпријатија, кои што имаат огромни трошоци за електрична енергија. Ако СДСМ, владата и Ковачевски навистина се грижат, еве нека го поддржат нашиот закон за енергетика. Со тоа директно ќе им оглесниме на граѓаните и стопанството да не доаѓа до поскапување на услугите поврзани со водоснабдувањето. Со идентична реакција излегоа и од левица, според кои мерките на владата проблемот го решаваат половично. Зошто основните и средни училишта наместо да одат на регулиран пазар, да не бидат снабдувани од државната ЕСМ, ако се знае дека 100% од струјата за универзалниот снабдувач ја обезбедува државната ЕСМ и дека маржата на Евана Хоум е 11,5%. Се поставува прашањето зошто основните и средни училишта да одат на регулиран пазар, а да не бидат снабдувани од државната ЕСМ. Стои во реакцијата од левица.